Благодарам, председателе. Почитувани граѓани, колеги пратеници, пратеничката група на Социјалдемократскиот сојуз заедно со коалицијата поднесе предлог за изменување на законот на влада во делот каде што се регулирани правата на поранешните председатели на влади, односно премиери, да имаат собствено обезбедување и возач. Имено во 2013 година, во јануари месец, пратеничкото мнозинство на ВМРО ДПМН на предлог на двајца пратеници донесе тогаш измени на постојното законско решение, каде што беше регулирано дека поранешните премиери во рок од една година имат право на еден возач и тројца обезбедувачи. Измената се однесува на тоа да обезбедувањето биде зголемено на 6 обезбедувачи и временската рамка да биде онолку долга колку што премиерот имал мандат. И тогаш, но и сега денес, пошто тогаш опозицијата не беше во овој парламент, имено измените во јануари 2013 се донесоа после црниот понеделник на 24 декември, кога на добро познатите настани пратениците од опозицијата и новинарите беа исфрлени од овој законодавен дом. Веројатно, од таквите прилики и неприлики, тогаш лично набарање на Никола Груевски, наместо владата да го предложи ова предлог законско решение, го предложија двајца пратеници, од кои што едниот е и актуелен пратеник. И тогаш не се согласувавме, меѓутоа и денес воопшто не се согласуваме со оваквиот начин на ова законско уредување, и токму затоа имаме поднесено предлог овој член од законот да се укине, затоа што сметаме дека во оваа демократска држава, Република Македонија, каде што постојат институции кои што се грижат за безбедноста и на сите граѓани, но и на актуелните и поранешните функционери, дека нема потреба од толку силно обезбедување. Груевски тогаш во израз на слабост и страв, наместо затоа што наводно ужива толку голема доверба, веројатно самиот себе си не си верува и се плаши и си повара вакво обезбедување. Ваквото решение представува луксузирање и самоволно поставување во повластена состојба на позицијата поранешен премиер во однос на сите други функционери кои што претходно ги извршувале овие обврски. Во неговата изјава, кога беше запрашан зошто се носи ова законско решение, Груевски, како тогашен премиер, истакна дека предложените измени се заради засилување на обезбедувањето на премиерот, кој што е во рамките на борбата против корупцијата, има страв дека може да биде загрозена неговата безбедност. Меѓутоа, 6 телохранители може би значат, но може би не значат ништо. Најважна од се е безбедносната проценка во моментот која што ја прават другите служби, врз основа на анализа и на други фактори, и тоа каква е внатрешно политичката состојба, дали се нарушени и системите на функционирањето на државата и така натаму и така натаму. Ако тогашниот премиер Груевски беше убеден дека има независност и професионалност на институциите, и ако безбедносната состојба во државата е добра, тогаш зошто би постојала потреба поранешниот премиер да се грижи за собствената безбедност? Ако тој истиот не прави ништо спротивно од законот и ако работи исклучиво за јавниот интерес на себе и на нас граѓаните, тогаш нема потреба да се плаши за својата безбедност. Сега ќе ги видим и примерите во соседството. Значи,
во изминатите години и во државите кои што се во нашето обкружување правеле измени и дополнување на вакви закони, меѓутоа, еве примерот. Во Србија право на обезбедување постои доколку полицијата процени дека има потреба постои безбедносен ризик. Во Хрватска премиерите по завршувањето на функцијата немаат речиси никакви права и нивното обезбедување зависи од безбедносната процена. Ниту во Словенија немаат големи права поранешните премиери кои што добиваат право на плата и тоа во рок од 6 месеци по истекот на мандатот, а безбедноста исто зависи од безбедносната процена. Во Албанија пак ниту премиерите, ниту председателите немаат некои посебни права и привилегии. Случајот со атентатот врз поранешниот премиер на Србија Џинџич покажа дека ниту пак многу телохранители не се во состојба да го спасат животот на еден премиер. Пак ќе потенцирам, тоа зависи од безбедноста и процедурите кои што во државата ги имаат другите институции. И стручната јавност по однос на овој закон исто така кажува дека овој пример на измена на законот со кој што се бара дополнително зголемување на премиерот ги изнесува на површина слабостите на еден централизиран систем во кој преку ексклузивно нагласени безбедносни побарувања за премиерот се занемаруваат и заслугите и евентуалните ризици на представниците на Министерството за внатрешни работи, обвинителството и судството. И сега се поставува прашањето: од кого се плаши Груевски? Дали се плаши од сопствениот народ, кој што 100 пати го потенцира во сите своји говори? Дали евентуално се плаши од своите, најблиските соработници, а пример за тоа е и преку ноќ сменувањето на неговиот личен телохранител, познатиот Урко? Или пак се плаши затоа што има нечиста совест во неговото 10-годишно режимско владење? Слушнавме од бомбите, за рушење со динамити, за удирање на шамари, за туркање во ендеци, меѓутоа, тоа е што го слушнавме во бомбите. Дали Груевски се плаши од тоа што го нема во проектот Вистината за Македонија? Дали може би има нешто што не го слушнавме во бомбите, нешто покрупно, нешто поризично, што е договорено во тет-а-тет средби помеѓу највисокото раководство на ВМРО ДПМН? И повторно, на самиот крај ќе кажам дека опозицијата го поднесува ова барање се со цел да се трни зголеменото обезбедување на поранешните премиери, затоа што во оваа држава, демократска, суверена Република Македонија, во моментот има стручни служби кои проценуваат каков е ризикот на поранешните функционери, вклучително и премиерот на Република, поранешните премиери на Република Македонија. Со овој закон, со овој предлог, доколку го поддржите пратениците од владеачкото мнозинство, ќе се заштедат значителен број на финансиски средства кои што се секојдневно се трошат за 24/7 обезбедување на поранешниот премиер Груевски. Доколку не ни ја дадете поддршката, ние како Социјалдемократски сојуз, после изборите во кои што ние ќе извојуваме победата, едно од првите решенија ќе биде и промена на овој закон за влада. Ви благодарам.